Од Управата за хидрометеоролошки работи за предстојниот летен период најавуваат топли денови, проследени со нестабилно време во јуни, како и постепен пораст на температурите, а од јули и август не очекуваат повисоки температури, па дури и надминување на просечните. За летото кое ни предстои користен е опсежен материјал. Како појдовна основа анализирани се основните двигатели на климатскиот систем, како што изјави Ивана Петровиќ, дежурен синоптичар во УХМР, деновиве што следат во Струмица ќе има пороен дожд со грмежи, како и благо опаѓање на температурите. И во текот на утрешниот ден, особено во првата половина од денот, во југоисточните делови од земјава ќе има услови за појава на пороен дожд со грмежи, меѓутоа во попладневните часови постепено атмосферата ќе се смирува, меѓутоа ќе започне да дува и засилен ветер од северозападен правец. Максималната температура утре во благо опаѓање и ќе биде околу 27 степен. Веќе од петок следува период на стабилно време, во петок ќе биде сончево со слаб до умерен северен ветер, а максималната температура нема значително да се менува и се очекува да биде околу 28 степен. Во наредните денови потоа ќе имаме секојдневен пораст на дневната температура, а времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Така во почетокот на наредната недела максималните температури се очекува да бидат околу 32 до 33 степени. Ова индексот во следните денови ќе има и многу висока вредност 8. Лекарите советуваат хронично болните и постарите лица особено да внимаваат. Секако дека овие нагли промени имаат влијание врз здравјето на луѓето, би го нагласила негативното влијание, особено кај пациенти од постара возраст, значи повозрастни пациенти и хронични болни. Најчесто промените се од типот на промена во крвниот притисок, значи кардиоваскуларни проблеми и проблеми од ревматска природа. На прво место е да се зема редовната терапија. Обично тоа се постари пациенти, значи сега ги да се прилагодуваме зависно од временските услови, значи при повисоки температури да се користат повеќе течности, да не се излегува без потреба на надвор. При врнежливо време, значи тука се понагласени проблемите од ревматска природа, да се земаат антиревматици. Врнежите ќе бележат тренд на намалување, но сепак не би требало да очекуваме период со многу голема топлина. Загревањето на атмосферата би било постепено, па дури и да има температурни осцилации со понагласена топлина, истите најверојатно би биле со пократко времетрајање над Балканот и кај нас. Во јули се очекува потопол и релативно посув период со можни топлотни бранови. Оваа интензивна топлина може директно да се поврзе со посувите агрометеоролошки и хидролошки услови. Во август се очекуваат топлотни бранови. Ќе има доволно топли денови во кои не се исклучува можноста за повремено дестабилизирање на атмосферата и создавање на поволни услови за иницирање и развој на силни олујни облаци со пороен дожд, грмежи, силен ветер, град, а локално да се манифестира во форма на невреме со уште поизразено деструктивно влијание.